Вака, добар ден, гостиваре Македонија. Еве ова видео ќе биде конкретно наменето за директорот на оваа болница. Еве јас од мојата култура ќе го кажам Емри, заборавив презиме. Бидејќи да, си бев тука така за некои своји работи лични. И не само денеска, слушам од десетина луѓе кои ми рекле како вие, еве ќе ве послушам како вие, иако испаднавте многу некултурен со тоа кога пробавте да ми избркате, не може никој да ми избрка тука. Па нели секако после лоша постапка од некој следува и соодветен одговор. Па сте прашувале кој сум бил јас, зашто сум правил така проблеми и као не напротив. Ако сакаш, еве ќе бидам културен. Ако сакате вие директоре да знаете кој сум јас сум тој што сака да работи и работи за доброто на сите нас во Гостивар и цела Македонија. Тоа е едно. Ако сакаш да пиеме некаде кафе, еве не треба да ми се извиниш, па да ме запознаеш кој сум. Секако и јас тебе. Еве бујрум кога сакаш. 24/7. И тоа, тоа што сакам да го порачам. И секогаш пораката кај мене не било против тебе, против вас. И никогаш ова да го знае цела Македонија, бидејќи јас тама објавувам се и се што. Значи, јас немам ништо против никоја власт, како власт. Сега тоа што во моментот е оваа власт. Вчера била друга, позавчера била трета. Луѓе кои ми биле во пријатели, бидејќи јас не сум ова работил така како сега. Па и со хуманост и со многу други работи. Така, јавно јас сум имал на мојот Facebook профил околу 130 луѓе секогаш. Ништо повеќе. А сега тоа што ме следат и моите видеа се гледани и по пола милион, тоа е веќе нешто друго. И сите оние кои не ме познаваат барем 1% од тоа кој сум јас, а тамо пробуваат да вреđат или да ме стават како, нели, ако јас критикувам сега некоја институција, па еве сега јас ова институција или не знам било која друга, ако нешто не си ја врши својата работа како што треба, јас сум крив што не знам кој е тамо предпоставен директор или не знам министер, јас сум крив, или тој што не ја работи како што треба својата работа. Така да никој не сакам да ме свати дека јас ако сега критикувам, а сега или го критикував градоначалник, еве ми се ослободи столче, да, па да седнам, или ако го критикував градоначалникот вчера на Свети Николе, имало зошто со факти. И било кого. Сега не сум јас крив ако некој е по тоа што знам, нели, ВМРО, ДПМН има најмногу градоначалници освоено. Веројатно има некаде каде што има и СДСМ. Јас никого не го барам лично. Луѓето ми се жалат, од каде се тие луѓе? Од каде ќе биде тој градоначалник што лошо менаџира, лошо постапува? Дали од една, од друга, од трета, од пета партија, 10-та? Тоа мене не ми е гајле. Јас ќе го објавам. Па макар да биде, не знам, и од Доналд Трамп човек. Дали се разбираме? Значи, не сакам да ме никој меша партиски. Јас ова не го работам партиски. Јас кажувам само точни и неприказни, тоа се вистини, кои се случуваат на територијата на Република Македонија, а посебно во мојот сакар Гостивар. Така да сите тие кои не ме познаваат, да не ми лепат тикета партиска, иако јас за тоа нешто што беше во врска со партии, мислам дека од ова место има тамо видео кое е многу гледано, па може да види. Значи, немој да напаѓате, а тоа обично го прават, нели, луѓе кои посебно со скриени профили кои одработуваат за партии, сега некои за овие кои се на власт. Со никакви профили, што нема само отворен профил да плука по некого. И така беше кога беа и овие предсконите кои ја уништи, ја парталисаа Македонија, па ја продада во времето на СДСМ и така натака и така натака. Меѓутоа, народот во овој момент, подобро народот е беден, институции
не секој може да е добре дојден во институциите. Бедниот народ и безпомошниот, тој е едноставно избркан. Јас имам факти, не во Гостивар, секаде во Македонија. Го зборувам со факти и докази. Избркан како едноставно, кога не си примен, ти викаат, извини, не е тука X човек, ти си избркан фактички. И да завршам со тоа што почнав, директоре на оваа болница, да, кога сакаш да пиеме кафе, за да видиш кој сум јас и зашто се борам. А сега пак ќе ти кажам уште еднаш, да. Биди чесен, барем за во понатамошните твои постапки, посебно при вработувањата, бидејќи гревовите се страшна работа. Ето, ова е добронамерно. Секако да. И пак ќе кажам, кога сакаш, дојдам да пиеме кафе и да видиш зашто јас се борам и залагам. Најмалку имам нешто против тебе, нити против било кој некој во Македонија, воопшто. Нити институција, нити поединец во институција, а и ти, министре Азир Алиев, исто, но како што слушам, веројатно ќе бидеш сменет. Но сепак за тоа решава некој друг, не јас. Да ми имате прекрасен ден и многу здравје.